Време е за дневник на К1. По кратките најави започнуваме веднаш. Останете со нас. Започна рехабилитацијата на регионалниот пат Корешница, Бистренци, Демир Каписко. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев денеска го презентираше проектот Покриен градски пазар. Советот на општина Кавадарци ја одржа редовната 50-та седница. Започна реконструкцијата на регионалниот пат Корешница Бистренци, последниот регионален пат што остана нереконструиран во општина Демир Капија. Инвестицијата е 10 милиони денари и беше приоритетно барање на жителите од овој регион. Се поставува нов тампон, а за 10 дена ќе започне и асфалтирање на целиот пат. Започна рехабилитацијата на регионалниот пат Корешница Бистренци во Демир Капија. 10 милиони денари се издвоени од државната каса за реализација на проектот, со кој се заокружува процесот на рехабилитација на патната мрежа во Демир Каписко. Министерот Мисајловски потенцираше дека паралелно се работи на рехабилитација на автопатската делница. Постојано се гради низ Република Македонија, поготово во овој регион, бидејќи започнавме пред известно време да градиме еден автопат од Демир Капија до Смоквица, инвестиција преку 200 милиони евра. Исто така се гради од Гевгелија кон Смоквица, 4,2 милиони евра инвестиција преку Европската унија. Веќе сме започнати и со уште еден автопат, односно реконструкција на автопат Неготино Демир Капија, веќе почнаа подготвителни работи. Многу важен дел од автопатот, бидејќи еден од најоштетените делови, а многу ќе биде од голема значајност за овој дел, бидејќи го употребуваат многу граѓани тука што живеат. Денес имаме можност да видиме дека започнуваат градежните работи, односно еден нов инфраструктурен проект, реконструкција на регионален пат Корешница Бистренци, инвестиција од 10 милиони денари, едно од главните барања на населението во овој дел. Реконструкцијата на оваа делница беше приоритетно барање за жителите од овие две села. Ќе се рехабилитира патот и ќе се прошири од сегашните 3,3 метри, ќе добијат асфалт со широчина од 4 метри, што секој ќе добие безбедност овој пат поголема и ќе добие поголема пропусна моќ. Воедно би сакал да напоменам дека на истиот овој пат, на регионалниот пат, ќе се прави и мостот кој што беше оштетен од минатата година од тие поплави што ги имавме. Значи таму има веќе склучен договор во висина од околу 42 милиони денари и очекуваме да работите на тој мост почнат што е можно поскоро. Рокот за рехабилитација на тој мост изнесува 12 месеци. Изведувач на работите е јавното претпријатие Македонија пат. За првиот човек на ова претпријатие, фактот дека годинава владата издвојува рекордна сума на средства за обнова на патната мрежа, покрај посигурен сообраќај, значи и сигурна работа за вработените, но и можност за економско закрепнување на претпријатието. Ова е за поздравување. Ова година конечно, после 4 години, успеавме заедно со министерот, со поддршка пред се на министерот за транспорт и врски, успеавме да ја зголемиме и програмата за оваа година, што ќе се одрази и во квалитетот на одржувањето на патиштата, пред се на магистралните и регионалните патишта. Оваа година и рентабилноста на ова претпријатие ќе е веќе позитивно. По завршување на асфалтирањето на оваа делница, ќе се заокружи процесот на обнова на локалната и регионалната патна мрежа во Демир Каписко. Ова е и последниот пат во нашата општина во Демир Капија, кај што се работи и ние фактички од денес, од кога ќе се направи овој пат, веќе немаме и локални патишта и регионални патишта во нашата општина, ќе бидат сите завршени. Според планот за работа, оваа делница треба да биде готова до крајот на оваа година. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев денеска го презентираше иденото решение за проектот Покриен градски пазар. За негова реализација ќе се издвојат 300.000 денари од буџетската каса, а иденото решение за проектот го изработи фирмата Геобалкан од Битола. Покриен градски пазар е проектот кој денеска го презентираше градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. За негова реализација првично ќе се издвојат 300.000 денари од општинската каса. Иденото решение за проектот го изработи фирмата Геобалкан од Битола и истиот предвидува објектот да биде покриен, но од страните отворен затоа што испитувањата покажале дека тоа е идеалната комбинација за ваков тип објекти. Оваа работа ќе биде опсежна работа, ќе трае
можеби во текот и на целата година. Тоа значи дека прво ќе го работиме, ќе го распишеме тендерот и кој ќе се избере понудувачот, нели, и по завршувањето на правосилност на целокупната постапка. Прво почнуваме со долниот дел на пазарот, за да може да се одвива функцијата на пазарот малку во позбиени услови и може да биде дислоциран еден дел од пазарот и на паркингот што го направивме одма крши пазариштето. Конечното решение на проектот ќе биде презентиран во месец декември и веднаш ќе се распише тендер за негов почеток. Ради транспарентноста на постапката, сакаме сите граѓани на Велес преку медиумите, а ќе биде ставени на нашата веб страница на општината, ќе да го видат за каков проект се работи, што се планира, од кој тип на проект ќе биде, и мислиме дека проектантите одбрале едно почетно добро решение. Меѓутоа, ние сме подготвени у секој време да примиме и сугестии и забелешки, да ги презентираме пред проектантите. Реализацијата на проектот ќе значи бенефит како за купувачите, така и за продавачите на пазарот. Инаку овој проект е 10-тиот и последен проект од програмата на градоначалникот Чедиев за 2016-2017 година. Денеска истекува рокот за пријавување на субвенции за житните култури предадени во преработувачките капацитети. Оваа финансиска поддршка ќе можат да ја користат земјоделците кои имаат површини од 10 до 50 хектари, со приноси повисоки од просечните. Денеска е последен ден за пријавување на субвенции за житни култури предадени во преработувачките капацитети. Оваа финансиска поддршка ќе можете да ја користат земјоделците кои имаат површини од 10 до 50 хектари, со приноси повисоки од просечните. Дополнителни субвенции од 4800 денари за хектар може да поднесат земјоделците производители на пченица, јачмен, сончоглед, рж и овес. Услов е житото да биде произведено на површина од 10 до 50 хектари, со сертифициран семенски материјал и да биде предадено во индустријските капацитети. Дополнителен услов е да се ожнеани и приноси поголеми од 4000 кг за пченица, 3000 за јачмен, рж и овес или 1800 кг по хектар за сончоглед. Барањата се доставуваат уште денеска по пошта или директно во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Делегација од збратимениот град Свиштов, Република Бугарија, денеска ја посетија општина Велес. Целта е да се разменат искуства и добри практики на полето на образованието. Градоначалникот Чедиев најави дека наредната година ќе се организира предавање на кое ќе бидат презентирани можностите за студирање во збратимениот град. Делегација од збратимениот град Свиштов, Република Бугарија, денеска ја посетија општина Велес. Целта на оваа посета е да се разменат искуства и добри практики во полето на образованието. Градоначалникот Славчо Чадиев порача дека општина Велес им стои на располагање евентуална помош и асистенција во сите општествени дејности. Меѓу другото, тој истакна дека во последните неколку години во образованието се реализираа низа проекти со цел подобрување на квалитетот во образовниот процес. Со проектот бесплатен превоз за учениците, бесплатни учебници и бесплатно сместување во ученичките домови, финансиски им се помогна на голем број семејства, изјави градоначалникот Чадиев. Представниците од бугарската делегација ги посетија училиштата, градинките и ученичкиот дом во Велес, за да го видат начинот на кој тие функционираат. Градоначалникот Чадиев најави дека наредната година ќе се организира предавање на кое ќе бидат презентирани можностите за студирање во збратимениот град Свиштов. Денеска Советот на општина Кавадарци ја одржа редовната 50-та седница. На седницата, меѓу другото, се разговараше и за точката за јавниот повик од страна на Министерството за финансии, со кој што се обезбедуваат финансиски средства за капитални проекти, со кои ќе се подобрат условите за живење.
7 ноември е крајниот рок до кога општините треба да аплицираат на јавниот повик од страна на Министерството за финансии со кој што се обезбедуваат финансиски средства за капитални проекти со кои ќе се подобрат условите за живење. Капиталните проекти со кои Кавадарци ќе аплицира според општинската пресметка се во износ од околу 50 милиони денари. Ова е една од точките која што беше предмет на расправа на редовната 50-та седница на Советот на општина Кавадарци. Станува збор за реконструкција на голем број улици, преку кои патната инфраструктура е еден од приоритетните проекти на локалната самоуправа. Советниците од СДСМ Горан Белевски и Милица Андова прашаа зошто претходно за оваа точка немало јавна расправа и зошто по пат на задолжување се реконструираат одредени улици. Тие побараа оваа точка да биде избришана од дневниот ред. Советот може да одобри задолжување на општината, но по претходно спроведена јавна расправа на која се објаснува проектот и начинот на финансирање. Таква јавна расправа до сега не е спроведена. Како може првен да донесеме намера за реализација на проект по пат на задолжување и веќе сме ги одлучиле кои улици? Цано Попристов, Пано Мударов, Мито Хаджи Василев Јасмин, Северен Булевар, Едвар Карделј, Моша Пијаде и Цветан Тимов. Зошто ни е после јавна расправа? Ако ние веќе сега кажеме кои улици и кои одлучил овие улици дека се најприоритетни. Ако ги прашаме граѓаните, јас не верувам дека они би се сложиле по пат на задолжување да ги реконструираме овие улици. На оваа констатација советничката од ВМРО ДПМН Анита Гинова Каракутова потенцираше дека станува збор за аплицирање на проект од страна на Министерството за финансии. Се работи само за аплицирање за проект, не за задолжување, туку одлуката е за намера за аплицирање на проект. Значи не задолжување. После тоа во постапката следува, значи ова само изјавуваме намера, не значи че не го одобрат проектот, а после тоа следува јавна расправа и сите работи поред. Значи само во интерес на запазување на рокот за аплицирање за проект. Од првата фаза на проектот финансиските средства со вредност од околу 31 милион денари општина Кавадарци ги искористи во образовниот систем, односно реконструкција на основните и средните училишта. Во втората фаза општината одлучила новите понудени средства да ги користи за рехабилитација на повеќе улици во градот. Еден од документите кои што општината треба да го достави е одлука на Советот, односно дека општината има намера да се задолжи за реализација на овој проект, односно да го реализира овој проект за реконструкција на улиците преку задолжување. Во оваа фаза ја изразуваме намерата дека имаме таква намера за да го реализираме овој проект, а во понатамошната фаза ќе следи друга одлука која што треба да донесе градскиот совет, тоа е одлука за задолжување на општина Кавадарци. Во понатамошниот дел околу овој јавен повик ќе следува разгледување на предложениот проект што аплицира општина Кавадарци и понатаму ќе следува барање на мислење од Министерството за финансии со кој се одредува кредитниот рейтинг и врз основа на кој Министерството ќе издаде дозвола за задолжување на општината, пошто Советот треба да донесе одлука за задолжување, појасни Ефремов. Набавка на околу 3700 апарати наменети за повеќе од 100 јавни здравствени установи најави денеска како дел од изборната програма председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Вкупната вредност на овој проект Груевски посочи дека е 33 милиони евра, а со истиот се опфатени сите јавни здравствени установи. Кардиолошка и линеарна сонда, хируршки механизми, апарат за лапароскопија, апарат за ехографија на абдомен, столб за лапароскопија, како и нов доплер за крвни садови и многу други апарати. Во Кавадарци, во општата болница и здравствениот дом, ќе бидат обезбедени 58 нови апарати во вкупна вредност од 865.000 евра, меѓу кои анестезиолошки апарат, 2 плазма стерилизатори, доплер на каротиди и вертебрални артерии, апарат за ехографија со кардиолошка и конвексна сонда, апарат за ехографија со 2 сонди и голем број на други апарати. Во општата болница и здравствениот дом во Велес, како и во специјалната болница во Јасеново ќе се обезбедат 80 нови медицински апарати во вредност од 921.000 евра.
Кварталниот извештај на општината покажува дека Велес продолжува да чекори напред. Во првите 9 месеци од оваа година приходите се искачија на 491 милион 136.261 денар, додека расходите се во висина од 477 милиони 563.203 денари. Она што е за истакнување, вели советникот од ВМРО ДПМН во Советот на општина Велес Ангел Димов, се капиталните расходи. Тие во споредба со минатата година се за 14% изголемени. Советот на општината на последната седница го усвои кварталниот извештај за период од 1 јануари до 30 септември оваа година. Советникот Ангел Димов од партиската говорница потенцираше дека овој документ покажува континуитет во градењето и реализирањето на проектите со кои се подобруваат условите за живот. Во првите 9 месеци остварени се 491 милион 136.261 денар приходи и расходи во висина од 477 милиона 563.203 денари. Финансиски биланс кој покажува дека и оваа година се одржува високото ниво на работењето на општина Велес, кој е карактеристика за изминатите години. Димов потенцираше дека во овој период за истакнување се капиталните расходи, кои во споредба со минатата година се зголемени за 14%. Тоа покажува дека за работите кои најмногу ги интересираат граѓаните, за градежните активности и проекти се вложуваат повеќе средства. Тоа покажува дека стилот на работа кој го наметнавме уште од првиот ден да се гради и создаваат дела на граѓаните продолжува и оваа година со уште посилен интензитет. Димов, напоменувајќи ги позначајните реализирани проекти, рече дека се водела сметка подеднакво да бидат застапени и проекти реализирани во руралните подрачја, но и дека ВМРО ДПМН и понатаму ќе работи во интерес на граѓаните и реализирање на проектите кои што ќе значат подобар живот за сите. Системот за контрола на средствата од директните плаќања, односно земјоделски субвенции, средства за рурален развој и средствата од ДИПАРТ во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не функционирал според планираното, обвини денеска дополнителниот заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Јупчо Николовски. Тој презентирајќи го ревизорскиот извештај на Државниот завод за статистика за 2014 година, рече дека ревизорот констатирал дека поради нефункционалноста во софтверот за директни плаќања, изборот на примерок за контрола се прави со помош на Excel апликација и со користење на само 2 критериуми. Зошто не биле подпишани договорите за соработка помеѓу институциите за користење на податоците на земјоделските парцели и за бројната состојба на животните и нивната идентификација? Дали токму нефункционалноста на овој систем, платен од граѓаните со 778.000 евра, за да овозможи администрација и контрола на исплаќањето на субвенциите на земјоделците, е токму причината за селективниот и клиентелистички пристап во распределбата на субвенциите. Зошто? Како клучно прашање. Зошто ова се случува во период пред локалните, пред председателските и пред парламентарните избори 2013 и 2014 година. Договорот е склучен 2011, во 2012 се донесени подзаконските акти како треба да функционира системот за кој што е склучен договор, а ревизорскиот извештај е од 2015 година. Обединетите нации го прогласија денешниот ден за Ден на градовите, за да потикнат одржлив развој на градовите и брз урбан раст со цел да се зголеми вработеноста, да се намали сиромаштијата во градовите, пристап до домување, до урбаните услуги, безбедна и здрава животна средина. Скопјани напротив, заради Скопје 2014 се задушени во загаден воздух, рече подпредседателот на СДСМ Дамјан Манчевски. Според официјалните статистики, во Скопје има двојно помалку зеленило, отколку што има просечно поклава во жител во другите европски градови. Да не се исечеа парковите, денес загадувањето ќе беше помалку. Зградите добија предна шминка од фасади, зашто Груевски потроши над 12 милиони евра пари на граѓаните,
што можеа да бидат употребени за целосни енергетски ефикасни фасади. Така граѓаните ќе имаа топли домови и ќе трошеа помалку за струја и за грејење. Во овие чудовишни зданија од Скопје 2014 се заробени 4446 градинки. Вчера во посета на Неготино беше Кирил Миновски од ВМРО ДПМНЕ. Тој рече дека економијата представува основниот постулат за сеопфатен развој на државата и заради тоа таа има примерен приоритет во новата програма. Продолжуваме да работиме честно, посветено во остварување на нашата цел, а тоа е поголема благосостојба за сите граѓани во Република Македонија, економски развој кој подразбира отворање на нови работни места. Истакна вчера Кирил Миновски од ВМРО ДПМНЕ, кој беше во посета на Неготино, каде оствари средба со граѓаните. Ние како влада продолжуваме да работиме честно, посветено во остварување на нашата цел, а тоа е поголема благосостојба за сите граѓани во Република Македонија, посредни граѓани, економски развој, кој што подразбира отварање на работни места, меѓутоа не само отварање на работни места, туку и борба за креирање на нов вид на работни места кои што се повеќе платени, понатаму да ја покажеме нашата грижа за сите сегменти кои што значат културен развој на македонскиот народ, понатаму не само економски развој, образовен напредок за граѓаните во Република Македонија. Нашата визија е сеопфатен развој на државата. Економијата представува основниот постулат за ова да се обезбеди и заради тоа таа има примерен приоритет во новата програма, посочи Миновски. За 5% ќе биде зголемена ноемвриската пензија која пензионерите ќе ја земат на почетокот на декември. Државниот завод за статистика денеска објави дека прометот во трговијата на мало со храна, пијалаци и тутун во септември оваа година во однос на септември лани бележи зголемување за 13,3%. Вести од Македонија. Ноемвриската пензија која пензионерите ќе ја земат на почетокот на декември ќе биде зголемена за 5%, согласно ветеното зголемување кое претходно го има дадено владата. Пензионерите ќе добијат ново зголемување од 670 динари, кое на годишно ниво е зголемување од околу 8.000 динари. Досега со зголемувањето на пензиите, просечната пензија е зголемена за 70, а минималната за 90%. Прометот во трговијата на мало со храна, пијалаци и тутун во септември 2016 година во однос на септември лани бележи номинално зголемување за 13,3%, објави денеска Државниот завод за статистика. Во секторот трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво, во септември 2016 во однос на септември лани се бележи номинално зголемување за 17,6%. Според денеска објавените индекси на прометот во секторот трговија на мало, освен трговија со горива во септември 2016 во однос на септември лани има номинално зголемување за 15,6%. Земјотрес со интензитет од 4,3 степени според Рихтеровата скала изутринава во 10 часот и 38 минути е регистриран во јужниот дел на Босна и Херцеговина. Епицентарот се наоѓал на околу 60 км јужно од Сараево. Потресот е почувствуван на пошироко подрачје на Херцеговина. Нема информации за жртви и предизвикани материјални штети. Останатите вести од светот во продолжение. Турската полиција денеска го апсила главниот уредник на опозицијскиот весник Џумхуриет, Мурат Сабунџу, извршен е претрес во домовите на уште неколку шефови и уредници на медиумот. Издадени се наредби за приведување на вкупно 13 новинари од весникот. За сега не се соопштува причината за апсење на главниот уредник, но и за претресите, но тоа се случува во момент кога Турција презема мерки против приврзаниците на исламскиот проповедник Фетула Ѓулан. Во текот на викендот турските власти затворија 15 медиуми, а со 2 нови укази отпуштени со околу 10.000 државни службеници и припадници на безбедносните сили.
Американското федерално истражно биро доби судска наредба да ги истражува новооткриените електронски писма поврзани со демократскиот кандидат за председател Хилари Клинтон, додека истакнат демократ го обвини директорот на оваа агенција дека го прекршил законот во обид да влие во престојните председателски избори во Соединетите американски држави. Судската наредба му дозволува на Федералното истражно биро да ги истражува мејловите и да утврди дали постои поврзаност со неговата истрага за случајот со користење на приватната електронска адреса за испраќање на службени писма од страна на Хилари Клинтон во времето кога беше државен секретар на Соединетите американски држави од 2009 до 2013 година. Истакнатиот демократ во Сенатот, сенаторот од Невада Хари Рид, во писмо до директорот на ФБИ го обвинува за двојни стандарди, бидејќи ги занемарил повиците на демократите за истрага на евентуалната поврзаност на Доналд Трамп со руската влада. Денес имаме посвежо време со мала до умерена локална облачност. Температурата се искачи до 16 степен. Утре ќе дува слаб до умерен северен ветер кој попладне ќе го промени правецот во јужен. Деталите во продолжение. Дневникот го завршуваме со информација која пристигна во моментов, а тоа е дека поради дефект на главна водоводна линија, поголем дел од општина Кавадарци ќе остане без вода. Почнувајќи од 17 часот, екипи на јавното предпријатие Комуналец ќе работат на отстранување на дефектот. Без вода од градскиот водовод ќе бидат средна западна зона, Нелков дол, Стар центар, Нов центар, населбата Белкамен, цела индустријска зона и исто така село Росоман. Со оваа информација, почитувани гледачи, го завршуваме дневникот. Пријатно!